Може? Добро. Стоп на теророт да не се повтори. Е насловот на тритата меморијална изложба која беше отворена во музеј на град Скопје. Изложени се 46 дела од 44 автори од различни генерации. Поводот за оваа изложба е 120 години од погибијата, односно од страшната трагедија која се случила во село Загоричани. Организатор на оваа изложба е господинот академски скулптор Петре Наневски и родокрајното здружение Загоричани. И тука до мене денеска е токму академик, односно скулпторот Наневски, со кого што ќе поразговараме за изложбата, поводот нели за изложбата, но секако дека ќе проговориме и за таа страшна трагедија која што се случила во село Загоричани во далечната 1905 година. Добар ден, господин Наневски. Добар ден. Еве, нели, се наоѓаме во музеј на град Скопје, каде што беше пред некој ден отворена изложбата "Стоп на теророт да не се повтори". Па, која порака ни принесува оваа изложба? На што се однесува? Изложбата има една хумана порака, стоп на теророт и да не се повтори. Во минатото на Македонија, во историјата на Македонија и поблиска и подалечна, многу трагедии доживеа македонскиот народ и, за жал, сега и македонската држава. Една од тие трагедии е андарскиот грчкиот колеж во селото Загоричани во 1905 година, кој го извршија грчки паравоени формации, водени од офицери, составени и од воени лица, од платеници и од криминалци. И тие биле инструирани од нивната атинска организација, инструирани биле немилосрдно да го масакрираат македонскиот народ, да сеат страв, за да можат да ги остварат нивните политички цели за експанзија на тогашната грчка држава, освојување на македонските простори и еленизација понатаму на македонскиот народ, на македонските жители во селата. Значи, овој колеж е случен во 1905 година во село Загоричани. Село Загоричани се наоѓа во егејскиот дел од Македонија. Се знае ли бројката на жртвите, така да кажеме, кои што, нели, кои македонци наши, кои што биле, нели, заклани, така да кажеме, малку е тој тежок и траурен збор, но се знае ли бројката? Да. Зборот е траурен, меѓутоа вистинит. За бројката апсолутно се знае. Официјалната бројка која е заведена во записникот на австрискиот конзул, рускиот конзул и еден италијански капетан кој дошле како комисија од Битола после 3 дена, бројката е 62 жртви, меѓу тие деца, жени, младенци, старци и мажи кои сите биле ненаоружани, бидејќи турците го имале собрано оружјето после 1903 година и колежот е извршен во 5 саатот наутро, нападнато е селото и имале од нивните капетани имале овие андарти, четници нивни имале заповед, се што е над 16 години се да биде ликвидирано. Меѓутоа, не се тие 62 жртви, туку се многу повеќе,
Према тоа што раскажувале моите родни родители, баба ми конкретно, чиј татко бил една од жртвите, раскажувале дека биле околу 90 и некои од роднините на жртвите не можеле да чекат комисијата од битела од 3-4 дена и да ги гледат масакрираните тела, ги погребале. А кога дошла комисијата, само во записникот ги внесе тие што ги виделе тела. Дека жртвите биле повеќе, се гледа и по тоа, по мемуарите на организаторот на колежот, Германос Каравангелис Митрополит, владика на Костур, во неговите мемуари стои дека биле убиени 79 комитаджи, комити, деца, девојчиња од 4 и од 10 години и деца други, и жени и други, биле сите комити и старци од 70-80 години. Меѓутоа, таа нивна политика тогаш била така сурова, така конструирана, да немале никакви обзири према никого и према ништо. Све што било живо, дури и добиток што среднувале, го ликвидирале и палеле куќи, плевни и се што ги нашле. На моето семејство, на мојата баба Ангелина, татко и бил ликвидиран и ликвидиран земен како заложник, бидејќи кога од соседното село каде што имало една турска единица, кога виделе дека гори Загоричани и се пука, тргнале кон Загоричани и кога овие злостореници, кога виделе дека доаѓа турска потера, земале 18 заложници, и меѓу нив и мојот прадедо Кузо Нанов, и бегајќи на планината нагоре, кога се оддалечиле на оддалеченост да не може да ги стигне турската потера, тие ги натерале заложниците да клекнат на колена и некои од позади ги фаќале за коса и ги колеле, а на некои им пукале во главата од близина, а на мојот прадедо Кузо Нанов му пукале од близина од главата и баба ми раскажуваше, сега ја гледам како ми раскажува и почна да плаче и од тага клекна. И на мојот тој прадедо, кога отишле да го земат трупот, баба ми и незината мајка, баба Ружа, го собрале и мозокот во Шамише да го погребат заедно со трупот. А зошто го одбрале токму Загоричани? Го одбрале Загоричани од повеќе причини. Една од причините било Загоричани организирано село за време на Илиндетското востание, кога го доживе фактички, кога доживе првата трагедија, затоа што Загоричани било најголемото и најубавото село во Пополе, во тој регион на Костурско, и меѓу најбогатите, затоа што имало многу загоричанци во Истанбул, на печалби на други места, дури во Букурешт. Тоа е една од причините. Втора причина е затоа што Загоричани скоро целосно ја прифати екзархијата да ја слушат богослужба на мајчин јазик, како што проповедала, тогаш се убедувала да проповеда екзархијата. Тоа е втора причина. И како наводен повод било тоа што затоа што организацијата на ВМРО запали еден манастир во едно соседно село каде што се криеле овие грчките андартски банди и обвиниле дека меѓу тие што го палиле тој манастир и во едно друго село, два фактички манастири, и убиле еден игумен кој ги штител и ги прифаќал тие андарци,
обвиниле дека меѓу тие имало и загоричанци, што е нелогично. Ако е било и да било така, не морало тие цело село да го запалат, да убиваат толку луѓе и да прават такво големо злосторство. И тоа деца и жени. И деца и жени, да. Така. Еве, на изложбава се представени 46 дела од 44 автори. За какви дела станува збор и дали овие дела биле направени наменски токму за оваа изложба или не? Пред да ви одговорам на прашање, само сакам да дополнам на оно првото прашање. Значи, првата трагедија на Загоричани е 903 за време на Илиденското востание, кога турската армија го бомбардирала и го запалила Загоричани и убила најмалку 25 жители. Втората трагедија е ова колежот во Загоричани, која е повод за оваа изложба. И третата трагедија е во 49-та година, за време на граѓанската војна, кога грчката армија и полиција го исели селото, жителите ги однесе на поле, на граден простор со бодликава жица и со стража, полицијска и војна стража. И 6 месеци на жешко сонце, на дожд, жителите таму биле сместени, таму трпеле, тортури различни и во тој период грчката војска и полиција издвои 15 жени, девојки, вереници на партизани, мајки на партизани, сопруги на партизани, сестри на партизани и тројца мажи, татковци на партизани, и ги предале да ги ликвидираат 20 тинејџери од Загоричани, не македонци, туку од дојденци, маџири од Мала Азија, кои биле во тој период од грчките власти потикнати да прават зла на македонците, да дојде до конфликт со меѓу нив и македонците, иако селаните Загоричанци ги прифатиле тие 25 семејства и околу 72 лица од тие дојденци од Мала Азија. И доскоро не се знаеше за кој ги ликвидира овие жртви, а меѓу жртвите била вереница на мојот чичко, вереница на мојот братовчет, кои биле партизани. И во тој список дури и мајка ми била, само за среќа замине со нас, со децата, и таа случајно се спасила. За теророт никогаш не престана во Егејскиот дел на Македонија и во Загоричани, и ден денес, за жал, од тоа Загоричани, од тие жители македонци, кај што ги има и македонци, има и доста дојденци и грци од југ и од Епир, меѓутоа има уште македонци, и од сите македонци само тројца имаат храброст да се изјаснат дека се македонци. Еден 95 годишен човек, неговата керка, и уште еден кој е роден на друго место, а иначе од родители Загоричанци, само тие тројцата. Тој терор, значи, продолжува. Сега да ви одговорам на второто прашање. Јас прво сакам да заблагодарам на сите мои колеги, ликовни творци, што учествуваат на оваа изложба, затоа што оваа изложба е ретка со историско-патриотска една ориентација, и настојуваме преку изложбата од една страна да се негува историјата, да се учи од историјата, од друга страна да се упатува хумани пораки и влијание на ликовните дела, да нема насилство, да нема терор во светот, да нема војни, затоа што
ни насилството, ни војната не носи нешто добро, туку напротив, носи големо зло. 20 век, кој го нарекува, некој го нарече со оправдано црвен век, не црвен век по Октомвриската револуција, по Кинеската револуција, желбата на Виетнам, на африкански земји, на други да се ослободат, да се формираат своји држави, да се ослободат од колониализмот. Не по тоа е наречен 20 век црвен век, туку по најкрвавиот век во целата историја на човекот, каде што се ликвидирани, каде што потече река крв од околу 100 можда милиони убиени, осакатени кој знае колку милиони, уништени материјални добра, ужасно големи број. И по тоа, по сите овие податоци од тој црвен 20 век, на вистина време човечкиот род, сите, особено политичарите, а најмногу одговорните политичари на големите сили и на да стекнате на едно наравучение дека со преговори, со добра волја се решава секој проблем и да имат на ум дека еве ова современа технологија, вештачката интелигенција, дека не само што таа вештачка интелигенција може да ја злоупотребат во голема мера некоја голема сила, туку уште пострашно ќе таа вештачка интелигенција као човекот да го елиминира како суштество, што е можно тоа. Значи, ова изложба има многу цели, како што реков, да се негува историјата, да се развива љубовта кон татковината, да се влијае на хуманиот карактер на човекот и на размислувањето. И на изложбата јас јавно уште еднаш изразвам голема благодарност кон сите мои колеги и повик за понатаму, ако обстои ова изложба како традиција што настојуваме да биде традиција, да традицијата обстои и да се прават и други изложби со хуманитарни пораки. Обично се прават такви изложби. Уметниците главно се индивидуи со хумани пориви и верувам дека ќе се продолжи така. На изложбата имаме автори од помлада генерација, што на оваа изложба посебно гледавме да ги поттикнеме. Имаме автори од повозрастна генерација, имаме автори од мојата генерација, што се нарекува длабока старост. Меѓутоа, кај сите преовладува една експресија на творечка енергија и сите овие што се презентирани дела тука, авторите со задоволство веднаш ја прифатија поканата да учесуваат. Оваа изложба е 10 дена поставена тука нели во Музеј на град Скопје. Дали планирате и во останатите македонски градови да ја поставите или само во Скопје ќе биде? Претходната изложба, такви беа околностите што траеше цел месец и ја посетија голем број на граѓани. За жал, завчера на отварањето, пред отварањето почна да паѓа дожд и нормално тоа влијаеше многумине да не дојдат. Меѓутоа имат време за овие 10 дена да дојдат да ја посетат. И за среќа,
И голема благодарност изразувам во овој момент до директорот на музеот на град Кавадарци, и тие покажа кога разбраа дека правиме таква изложба со таков карактер, хуман и историско-патриотски карактер. Веднаш се јавија и договоривме да изложбата биде пренесена во Кавадарци и да се отвори на 5 мај до 16 мај. И иако во нивната програма бил тој период некако зафатен со други изложби, но директорот направи такви напори да направи простор, време да биде изложена. И добро ќе биде и во други градови, но тоа не зависи од нас, тоа зависи од самите институции. И знам дека сите градови си имат веќе програми определени за активностите на нивните музеи и галерии. Може би требаше многу порано, претходната година, да се стапи во контакт со другите градови, со музеите, со галериите, и ќе можеше да се изложата прошата и по тие градови, но нашите можности, физички, ментални, на организаторот и јас како возрастно лице беа толку. И јас, бидејќи бев многу мотивиран од многу фактори, од последното моје патување во селото, да ја организираме изложбата, сакав и како автор, како творец да учествувам, и затоа во најтешки услови, во зимските услови, на температура од 6-7 степени, направи бистата на Димитар Благоев, да одадеме почит и на Димитар Благоев, кој во Бугарија е многу почитуван и таму има над десетина величенствени споменици, и името на Благоев го носат училишта, библиотеки и градот Благоевград. А Димитар Благоев е роден загоричанец и македонец. И Димитар Благоев 1917 година во Народното собрание на Бугарија, кога го прашале што е по националност, се изјасни дека е македонец и дека се залага за македонска автономија, македонска создавање на македонска држава. Ние во Македонија, за жал, во Република Македонија, немаме ни една биста на Благоев, и затоа јас како скулптор бев потикнат да направам биста на Благоев по повод 100-годишнината од неговото упокојување. И на изложбата се појавувам како со бистата на Благоев и со уште една скулптура во дрво на тема Тажачка, која тема ја се обработувам подолг период во моето творештво, затоа што искуството што го имам и емпиријата моја, што ја имам уште како дете, е тоа да гледав многу натажени мајки, сестри, жени од загубите што ги имавме, огромните загуби што ги имавме овака. Еден пример, само да изложам, кога како деца од околу 5 години игравме на една полјана одмад на крајот на селото, кај што беше и мојата куќа. Пред тоа многу страф имавме од авионите, затоа што бомбардира, после едно време огуглавме и кога игравме на полјаната, падна бомба, уби едно девојче, го рани нејзиното сестриче, рани уште еден човек што во близина поминува со магарот, а нас другите не бевме ушамутени и за среќа немаше жртви. Меѓутоа, таа тага што ја покажуваше мајката на девојчињата и другите жени тука, мислам, во околината, ми остана во подсвеста, во свеста, во душата, во све, и затоа голем број на мои дела се на таа тема Тажачка. Еве, спомнавме неколку пати дека ова изложба е трета меморијална изложба. Кога се случија другите две изложби и дали истите го има,
истата порака ја има или беа други? На друг наслов нели на изложбата? Првата изложба ја организиравме 2010 година по повод 105 годишнината. Не можевме порано од многу причини да не објаснувам. Втората ја организиравме во 2015 година, а двете претходни биле со насловот "Стоп само на теророт", а само сега додадовме да не се повтори, како засилување на таа основна порака на изложбата. И претходната изложба учесува исто така еминентни ликовни творци и сакам да ги спомнам и да им оддадам благодарност, иако веќе се покојници. Коле Манев, да речеме, кој пред неполни 2 месеци не напушти, извонреден творец, човек што својата тага, гнев, фрустрации и други тегоби што ги имал стекнато низ животот, затоа што како дете од 6 години го изгуби татко, остана сираче, а со Коле се знаеме уште од детските доми во Романија, бевме 3 години во исти дом и после го знам добро и во средна школа и така натака, знам историјата, затоа ги кажувам овие податоци. И таа негова тага, фрустрација, гнев и се собрана, тоа е чудо како во неговата психа и дух се претвори во една енергија креативна да направи извонредни дела во областа на филмот, како Тулгеш да речеме, да направи извонредни дела во сликарството, да направи исто така да пишува во литературата, сценарија да пишува и така натака. И нешто слично се случува кај сите ние што сме со таква една судбина, помалку или повеќе. Еве, денес ќе биде отварањето на комеморативна изложба на Таки Павловски, исто така во ова куќа. И тоа е една чудна појава која добро е да се продолжи, да младите сепак стварат пораки, ликовни дела и од другите области на уметноста, со такви хумани пораки да ја негуваат уметноста. Белки ќе човековиот разум и дух ќе еволуираат кон подобро, а не да дозволуваат тие негативни пориви што се присутни за жал во човекот да владеат во неодреден момент. Значи, исто така спомнавме дека организатор нели на оваа изложба, освен вие, сте и Сдруженијето, Родокрајното Сдружение Загоричани. Кога е формирано ова Сдружение и која е целта на Сдруженијето? Сдруженијето Загоричани, за жал, е формирано во 2008 година. Но, за среќа од еден поглед и несреќа од друг поглед, ќе објаснам зашто, првото сдружение е формирано во 1907 година во Торонто од нашите иселеници, од загоричанци, како спомагателно сдружение на загоричани, да се помагаат себе, меѓу себе, пребегнатите македонци од загоричани, пребегнатите после овие крвави настани колежот 1905-та, Балканските војни и така. Се извинувам. Тоа сдружение во Канада дејствувало 100 години и се случи една чудна коинциденција. Годината кога ние го формиравме овде сдружението,
нека ми просто да кажам вистината дека јас бев иницијатор за формирање на Сдруженијето, јас го формирав со сите тие попатни процедури. Во истата година престана да постои Сдруженијето во Канада. Иако ние веднаш дознавме, реагиравме со писма, со молби да соработуваме до вака, меѓутоа таму беше инфилтриран еден друг елемент што сега е присутен во политиките на околните земји, под нивно влијание и веројатно не прифатија соработка и го ликвидира тоа Сдружение со едновековна традиција. Нашето Сдружение го формиравме малку доцна во однос на другите Сдруженија, како да речеме ВМБЛ, 72 година формирано и други Сдруженија. Има многу причини, да не ги наведуваме. Кај мене постоеше желба порано, него и јас имам некои причини, тоа што не ми остана време за жал да се занимавам, туку кога отидов во пензија, веднаш го формирав Сдруженијето за Горичани. Целта на Сдруженијето е да се негуваат, како што реков на почетокот, и како целта на оваа изложба, да се негува историјата како поука, како учителка на живење на овој на понатамошен живот, да се елиминират негативните појави во меѓучовеческите односи, да се негува уметноста, да се создават ситуации на дружење, на запознавање, бидејќи имаме такви ситуации што чудни ситуации во животот што не се знаеме едни со други. Пример ќе ви кажам. Пред неколку минути ви спомнав како мојата комшивче девојче едно загина од бомбата, како сестра и била ранета. Во една од средбите наши што ги организиравме ние како Сдружение за Горичани, бидејќи не се знае, иако сме овде во Скопје многу дојдени, се поздравувам со една жена и ја прашам, а која си ти, велам? Она ме вели, Олга. Која Олга, велам? Олга Фалја. Велам, ти си девојчето рането таму, јас сум. Она отишла во тие турбулентни денови во Ташкент, таму бил татко и ранет партизан, за жал таму ги остави коските, комшија наш, од фамилијата таа Фалјови. И девојчето отишло со татко и после, кога доаѓале нашите, ги прибирала нашата држава, тие македонци од тие источноевропски, и она дошла, меѓутоа, не се најде начин да се собереме и да се запознаеме. И во тој момент и тогаш ми каже она, велам, сакам да дојдем да се видиме, да разговараме. Вика, добро, дојде, ама многу сум болна, за жал, многу брзо почина и не соствари таа повторна средба. Значи, такви ситуации имаме, како во филмот Тулгеш на Колеманеш, за кој го завршува со тоа што мајката, ќерката се сретнуваат после 30 на години и нормално дека не можат да се препознаат. Такви трагични моменти имаме во животот. И сите овие елементи треба навистина да ја разбуди свеста на човекот, на секого, особено на одговорните лица, политичари и таквите. Толку. Кога зборуваме за трагедиите на Загоричани и на многу други села во Македонија и за трагедиите во Македонија, мораме посебно да дадеме значење на ова последна трагедија што ни се случува денес, пред неколку дена во Кочани, која сметам дека е најголемата трагедија во македонската историја, затоа што во минатото сите трагедии што се случувале од злосторничка туѓа рака во други едни времења, а оваа трагедија се случи во независна, слободна Македонија, каде што имаме институции на
градежни инспекции, на полиција, на одговорни лица во градоначалници и други и воспитание на народот малку слободно, каде што мора да се воспита на ред, дисциплина, почитување на законите, на моралот, на етиката. Еве ни се случува ова голема трагедија каде што за неколку минути отиде цветот на младост на Кочани и околината. Тоа најболно ми се чини го доживам јас како човек што помина многу турбулентни моменти од животот. Господин Наневски, ви благодарам. Навистина имавме истрпно интервју во кое што навистина дознавме некои работи, сепак трагични работи, моменти што се случиле во Загоричани, кои што за прв пат ги слушаме и сега ќе ги споделиме и со нашите гледачи, кои што сепак некои од постарите генерации знаат дека постоел таков терор, но со овие ваши кажувања се потврдува дека навистина македонецот во текот на историјата преживеал голем број на трагедии, несреќи и терори. Уште еднаш ви благодарам. Благодариме на вас што овозможивте јавноста и да види изложбата и да се запознае повеќе со нашето минуто, кое треба да ни биде учителка за понатамошен живот и излекување на здрави сознанија и како водач на облагородување на животот. Благодарам. Читувани гледачи, еве, изложбата "Стоп на теророт да не се повтори" всушност не подсети низ каква голгота поминувал македонецот во текот на македонската историја. Па ајде и ние, што се вели, да ја слушнеме оваа порака и да ја споделиме и да ја примениме да стане реалност, затоа што и денеска се случуваат во ова време, невреме, се случува токму терор во Македонија на секое поле. Не само физички терор, туку и психички и вербален. Така да и ние да се повикаме на оваа порака и да кажеме стоп на теророт и веќе да не се повтори.